Лидерите на НАТО самитот во Хаг се обврзаа дека членките на Алијансата ќе трошат 5% од својот БДП секоја година за одбрана и безбедност до 2035 година, за да ги исполнат индивидуалните и колективните обврски. Екипата на Канал 5 е се уште во Хаг. Александар Видиновски го имаме во живо, заедно со снимателот Александар Марковски. Александар, да чуеме кои се најбитните моменти, кои се клучните пораки од овој за многумина историски самит на НАТО. Главната порака овдека од Хаг е дека по многу години НАТО конечно се обедини. Сите земји членки едногласно се согласија да одвојуваат по 5% за одбраната до 2035 година. Ова практично е нешто што пред неколку години беше просто незамисливо и токму затоа бидејќи имаше разногласие во тоа која земја колку сака да троши за одбраната, најверојатно по иницијатива на американскиот претседател Трамп, ова беше главната, можеби ќе кажеме единствена важна тема на овогодишниот самит на НАТО и помена изворедно кога станува збор за тоа што сакаше да се добие, односно сите земји, што ќе повторам, се согласија да трошат по 5% од својот БДП за одбраната, тука секако е и Македонија. На пресконференцијата кога што беше веднаш по завршување на официјалниот дел од самитот, Руте, генералниот секретар, кажа дека ова е историски самит на НАТО, дека конечно се случи тоа што никој не веруваше пред неколку месеци дека е можно. Изјави имаше и Доналд Трамп, американскиот претседател, кој секако со заслугите како се дојде до овој консензус, се ги припиша сам на себе, кажа дека тоа е по негова иницијатива, што можеби не е многу далеку од вистината. Тука ги гледам овие изјави. These decisions will have a profound impact on our ability to do what NATO was founded to do, deter and defend. And the key decision in that regard is to adopt the The Hague Defence Investment Plan. With this plan, allies have agreed to invest 5% of GDP in defence. This is a significant commitment in response to significant threats to our security. It includes at least 3.5% of GDP invested in core defense requirements, a benchmark that until today was set at 2%. In a very historic milestone this week, the NATO allies committed to dramatically increase their defense spending to that 5% of GDP, something that no one really thought possible. And they said, "You did it, sir, you did it." Well, I don't know if I did it, but I think I did. This will be known as the Hague Defense Commitment, which is pretty good, pretty appropriate. When the allies reach this number, it will add more than $1 trillion a year. Think of that, $1 trillion per year to our common defense. Тоа што е важно е дека сега земјите членки на НАТО практично се обврзаа да издвојуваат многу повеќе пари за својата одбрана, зошто тоа е најпотребно, кажа Рути уште во текот на вчерашниот ден, кој што кажа дека или ќе почнеме како НАТО да трошиме повеќе пари за одбрана, тука пред се мислејќи на европските земји, бидејќи Германија па и Полска веќе го имаат ова ниво кое што сега се бара, рече дека или тоа ќе го направиме сега, или ќе треба да почнеме да учиме руски, или се пошегува ќе треба сите да се преселиме во Нов Зеланд. Кажа дека е крајно време по студената војна Европа да застане на нозе и да троши многу повеќе пари за оружје. Кажа дека тоа ќе има бенефити не само за безбедноста на стариот континент и генерално на НАТО, тука и за економијата. Знаеме дека војната индустрија е многу моќна, тука се вртат многу пари и дека ќе треба повторно да се активира и да се трошат многу повеќе пари. Важно да се каже дека македонска делегација беше овдека во Хаг. Не е само самитот на НАТО, туку сите очекувавме да се случи или се надевавме дека можеби ќе се случи и средбата на претседателката Силјановска со бугарскиот премиер, меѓутоа до тоа сепак не дојде, не знаеше и таа зошто точно не се случи оваа средба, меѓутоа интересно беше, ајде да речеме, можеби од телевизиски аспект да се видат денеска фотографиите на нашата делегација, на Тимчо Муцуски, на Мисајловски, на претседателката, како се ракуваат и имаат кратка конверзација со американскиот претседател Доналд Трамп. Околу 13 часот претседателката имаше изјава за медиумите, предлагам да ги погледнеме поентите. Рековте дека бугарскиот премиер имате впечаток дека е човек кој што сака да комуницира. Сега, која е точната причина зошто не се одржува средба која што проба да организира Кошта, доколку имате информација сега? Не би можела да кажам. Веројатно е фактичката ситуација, бидејќи наместо господинот
Радев, мојот хомолог, дојде премиерот овде. Сега јас не знам, не можам да се мешам во бугарската политика, може би тие немаат методологија, еднаш председателот, еднаш премиерот, владата, заради тоа што се работи за поделена надлежност, ако може така да кажам, туку дојде премиерот. Иначе јас и во Тирана пријателски си разговарав со господинот Радев. Што си кажавте со господинот Трамп? Што си? Да. Што си кажавме со господинот Трамп? Да, тој морам да кажам дека беше со него беше господинот Диџеј Венс, така и тој го поздава нашиот министер за надворешни работи. Накрај сакам да резимирам две клучни поенти од овој денешниот самит на НАТО овде во Хаг. Прво, ќе повторам, НАТО се обедини после многу години разногласија, се договорија во наредната декада да го зголемат трошењето за одбраната на 10% од БДП. И второ, што е важно за нас, е тоа што не се оствари можната средба или тоа што беше индиректно најавување под организација на Европската унија помеѓу македонска и бугарска делегација, секако да се разговара за проблемите кои што ги имаат двете земји. Тоа најверојатно ќе се случи во некое друго време и други околности. Тоа е практично со ова јавување во централните вести од Шевенинген е последното на Канал 5 овдека од самитот во НАТО. Со колегата Александар Марковски изминатиот 2 дена пробавме да ги пренесеме сите информации, се надевам успешно, како и да е, тоа се главните поенти што се случија овдека во Хаг. Александар, ви благодарам.